Пратениците од опозицијата излегоа со критики за белешки за договорот склучен меѓу владите на земјава и на Обединетото кралство. Од СДСМ вела дека од политички аспект развивањето на партнерството со Обединетото кралство го поддржуваат, но изразуваат сомнеж за договорот тежок 6 милиарди евра. Координаторот на СДСМ Оливер Спасовски рече дека овој договор е ништовен, бидејќи во англиската верзија стои дека е потпишан од заменик претседател на државата, функција која што не постои. Во англиската верзија договорот, односно таа спогодба, ја потпишал заменик претседател на Република Северна Македонија. Функција која што не постои во уставниот поредок на Република Македонија. Вака имаме ништовност на спогодба, еве нека и спогодба. Ниту еден акт не можете да потпишете со функција која што не постои. Заменик министерот за надворешни работи и трговија Зоран Димитровски рече дека се работи за техничка грешка која ќе се исправи. Според мене, она што успеав да го забележам од потписот, е настаната техничка грешка во делот на англиската верзија, не и во македонската, која што има соодветен превод и на англиски, туку во англиската. Овие прашања се разрешуваат на тој начин што се дава, фактички се разменуваат ноти и се поправа таа техничка грешка. Од ВМРО ДПМН со став дека со овој договор ќе се остварат голем број инфраструктурни проекти, важни за државата. Овој договор на Македонија ќе овозможи стратешка позиционираност во регионот, развој на инфраструктурата, здравството, енергетиката, науката, зацврстување на институциите. Македонија ќе може да ја направи железницата долж коридорот 10 во две железнички линии, од која едната ќе биде брза железница за возови над 160 км на час, а другата линија за товарен транспорт. Од Европскиот фронт пак со став дека тие не се против задолжувањето, но дека тука се важни и условите под кои се прави овој договор. Ние не сме против задолжувањето, односно против долгот како инструмент, како економски и финансиски инструмент за поттикнување на развојот на државата. За нас најбитни се условите со кои се задолжуваме и уште побитно е каде се пренасочуваат тие средства. Односно, да ги видиме по можност однапред да ги мериме со економски инструменти ефектите кои се очекуваат да ја произлегуваат од тоа задолжување. Овој договор во име на македонската влада го потпиша вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на 22 мај во Лондон.